Добре дојдовте назад, утренска добро утро секое утро, во 15 минути без корона. Се решивме да ви презентираме боречки виштини. Се слушнали ли за кунг-фу? Сигурна сум, но дали сте слушнали за тај чи чуан и за чи гонг? А исто така во сето ова има како федерација македонска наречена ВУШУ, па од неколку сега боречки вештини. За сите овие прашања, недоумици, што ги имав и јас, а верувам и гледачите на телевизија Алфа и Добро утро секое утро, ќе ни каже Сифу Дана Силјан. Добро утро. Добро утро. Добро ве најдов. Си насмеавте, да. Па токму така, затоа што кога ќе кажеме кунг-фу и мислиме ние знаеме дека е боречка виштина, но има уште, ми рековте, па минимум уште 60-тина боречки виштини, така? Но еве има повеќе дисциплини, значи сите да речеме вушу представува една унија на кунг-фу дисциплини. Тука значи буквално влегувам ги набројувам луѓето кои што ако следат и нешто повеќе читале од таолу, значи тај чи чуан, санда боречка, значи како да ви кажам, тоа е Винг Чун дури влегува тука. Значи, они одредија со овој поим вушу, кој што всушност е изедначено со кунг-фу, да направите на унија на сите кунг-фу дисциплини. И тоа да биде, нели, во еден напреварувачки дух и моментално се пред портата да станат веќе влезат во Олимпијадата и да биде тоа олимписки спорт. Да, Сифу всушност значи мајстор на тај чи чуан и на чи гонг. Вие сте мајстор, значи. Дана Силјан, мајстор. Да, но исто така и сте председател на Македонската федерација за ова што сега го говоревме за ВУШУ. Имате и многу награди, многу признанија и ви честитаме во оваа прилика. Но би сакала сега на гледачите да им откриеме како вие па ја пуснавте приказната, интересна приказна ми раскажавте, верувам ќе биде интересна и за нашите гледачи, како вие всушност се налепивте, би рекла, само нели во преносна смисла на овие боречки вештини, сосема случајно, како што веројатно сите случајно се случуваат, но понатаму ви станува професија и љубов на која сте посветена, а исто така имате и свој клуб, велите не можам да постигнам. Клубот се вика Фей Лонг и токму за оваа виштина за ВУШУ, односно сплет. Но, ета, приказната и дали вие се сеќавате како па вие почнавте да најпрво слушнавте каде прв пат за тај чи чуан како збор, а понатаму како вие ги откривавте боречките вештини? Како вие се мотивиравте? Ајде, неколку прашања, но ајде, да започнеме со приказната. А само да најавам дека гледачите имаат можност да погледнат па сите тие боречки вештини како изгледаат. Значи, уште кога бев средна школа, имав интереси за таоизмот како филозофски правец. И мислам дека не трета година бев кога другар на брат ми кажа дека оди на тај чи чуан кај нас во аеродром, кај на кинескиња, сите ја познаваат Син Чен и нејзиното здружение се уште постои, Јин Јанг здружение, ги поздравувам, имам супер соработка со нив. Да, во моето старо училиште во Ѓурѓе Пулевски имаше тренинзи, да. Таму одев, да. Така. И така почнав да вежбам, не знам, после некој време сменив, отидов во друг клуб. Меѓутоа амбициите ми беа нешто поголеми, не ми се допаѓаше концептот на тренингот и да кажам напуштив и почнав да вежбам сама и снимив едно видео на YouTube кое што го погледна еден мајстор од Србија кој што за време во 90-те за време на војната престојувал во Скопје и неговата мајка е од Скопје. И вика, имаш капацитет, супер потенцијал, имаме еден мајстор кој што ќе доаѓа, ќе држи семинари, ќе има полагање за инструктор во Белград. Ја би сакал да дојдеш, мислам дека ќе се снајдеш и го повели. И така за 2-3 дена се спремив и отидов во Белград и го положив за инструктор официјално. И така почна приказната, одев на тренинзи во Белград, се спремав се до дека го земав мајсторскиот чин.
Значи, кога ќе земеме нели ние мајсторскиот чин, кога ќе положиме тој Дуан Веј, се доста стекнуваме со таа титула, нели, учител сифу, иако ја тогаш најмлада, ова го вежбаат и го положуваат малце повозрасни. И нели со право, меѓутоа не знам, изгледа поголема беше амбицијата, доста се посветив, многу вежбав и некако стигнав до тоа. Меѓутоа сакам да поменам дека членовите на Фейлонг, ја не ги нарекувам ученици, затоа што ние заедно и јас учам многу преку нив, на некој начин целата систематологија на тренингот ја научив преку самите членови, значи какви се барањата, како треба да го сменам пристапот и слично. Така да тие всушност не ми се ученици, они се учители и не ме нарекуваат сифу на тренинг. Титулата ја користам само за вака медиумски, за да се подкрепи веродостојноста на вежбите кои што ќе ги презентирам. Додека во меѓусебниот однос, дали е тоа добро или лошо, не знам. Меѓутоа одлучив да ме нарекуваат по име, тоа е мој избор. Имаме прилично непосреден однос, тоа е функционираме како една фамилија. Со оглед на тоа што во нашиот клуб има две вештини, значи тајчи чуан, каде што претежно доаѓаат од прилика помлада генерација, да речам до 45 години, додека чигонг имаме од сите возрасти до најстариот член, тетка Лиле 80 над 80 години има и редовно доаѓа вежба и се одржава. Тоа е можам да кажам, особено таа повозрасна група, дека ми се еден вид на сите ги доживувам како мајки. И многу ми помагаат, имаме супер соработка. Колку треба да се направат мотивации, најпрви да се мотивацијата сигурно сум дека е број 1 за да почнете всушност да тренирате поречка вештина. Но исто така колку е потребно да ги совладате па основните движења и после колку години се станува мајстор? После колку години стана мајстор Дана? Па после после 13 или 14 години вежбање, меѓутоа морам да кажам претходно како дете одев на гимнастика и бев, да речам, спремна. Како што кажав, бев најмлад член тогаш за полагање на мајсторски чин. Зборам од сите југословенски земји, прилично беа повозрасни и постари другите. Многу беше тешко, тешки се и подготовките, особено значи да одите на тренинзи викенди за Белград и да се враќате, тоа е стварно напорно. Вежбите изгледаат едноставно, меѓутоа се многу тешки, бидејќи тоа е една доста прецизна телесна математика, да кажам. Баш убаво се изразивте, телесна математика. Баш, да. Телесна математика, агли да секаде, каде се движи погледот, како треба да биде движењето, че доста е прецизно и не знам за разлика од другите вештини, полагање малце посурово, да кажам, затоа што една најмала грешка не се толерира. Значи мора да биде совршено, бидејќи ние не го плаќаме полагањето. Ова е многу интересно да го кажам за Кина. Мајсторите кои што го држат и комисијата која што доаѓа од Кина, тие не взимаат хонорар за тоа. Тоа функционира дека они и служат на Кина, всушност. И е задоволство да го пренесуваат нивното знаење и вештини. Само да ве прекинам и да ве потпрашам, Дана, ако ми дозволите, што треба како предиспозиции да поседуваме ние како индивидуи, за да почнеме да се занимаваме со боречка вештина? Еве, например, за Чигонг. Ми рековте пред овој разговор дека пак ова вештина има граде мускулна маса, но не го оптеретува срцето. Но што треба да биде во сооднос? Дали треба да бидеме добро физички активни, односно со добра кондиција, или психолошкиот момент е многу побитен за да се занимаваме со боречка вештина? Значи, за Чигонг не е потребно воопшто. Да, за Чигонг не е потребно никаква претходна физичка активност или никаков преходен потенцијал стекнат на
други вештини после би можело, нели, кој сака може да се посвети на Qigong, меѓутоа навистина ништо не е потребно. Вештината е она која што сега баш следиме по кинеските болници, ги вежбаат тие истите вежби, функционираат како форми, кои што тие се навистина медитација во движење. Исто имаат конкретна телесна статика која што има тематика која што е пропратена во самите вежби. Бараат доста концентрација, фокус, меѓутоа не се воопшто тешки за изведување. Многу се лесни за изведување, потребно е се вежба со нив целата концентрацијата и фокусот, значи буквално се стекнува со нив. Тоа што е интересно за нив, за разлика од Tai Chi Chuanот, Qigongот остана како дел од традиционалната кинеска медицина, која што се темели на кругот на 5 елементи. Значи тука влегува водата, дрвото, оганот, земјата и металот. И да речеме во една Qigong форма се поминуваат сите овие елементи, а сите елементи опфаќаат одреден органски пар чија што работа и функционирање се стимулира. Тоа е интересно, сите кои припаѓаат во 12 основни меридијани. Што ова значи, така обяснам да биде поедноставно? Qigongот и Tai Chi Chuanот се еден вид телесна практика на таоизмот. Ние и нашиот народ многу често користи таоистички изјави без да знае дека позадината всушност веќе разработена. Што значи дека и ние внатрешно природно знаеме за балансот. Кога ќе кажеме секое зло е заарно и многу арно не е заарно, всушност е таоистичка порака. Тоа е некој космички баланс веројатно, така? Да, цела позадина во секое добро и во секое лошо има добро и во секое добро има лошо. Така и јанг, тоа е тоа. Така да познати во кај нашиот народ тоа е едно и исто и се зборуваме за целата таа позадина која што стои позади оваа телесна практика. Значи Qigongот особено е важен за да помогне на телото да ги поднесе стресните последици. Ние не можеме ништо да спречиме. Меѓутоа може да го спремиме телото да ги полесно да ги поднесе животните промени. Ние немаме проблем, нели, кога ќе ни се случи некоја стресна ситуација, немаме проблем толку да се справиме со самата мисла, ние имаме проблем како телото и организмот реагира на стресот. Значи ние имаме проблем со тоа какви симптоми телесни ќе предизвика стресната ситуација. Сега, Qigongот се вежби кои што овозможуваат многу полесно организмот и телото да се прилагодат на животните промени. Значи тоа е тоа. Да, многу е важно ова да го кажеме и ми кажавте дека за сите возрасти може да се занимаваат и со Tai Chi Chuan и со Qigong. А исто така, па посебно интересно е што ми кажавте дека болните со некаква аномалија во работниот столб, исто така некој што бил на хемотерапија, некои промени, да речам, во животниот нивни тек, не знам, стресни повеќе ситуации, па делотворно им доаѓа да вежбаат Qigong затоа што не го оптеретува срцето и тоа е многу битно да се каже како информација затоа што знам многумина што не сакаат да им се оптеретува посебно срцето, нели од срцето се ни доаѓа. Да, добра кондиција на срце, добра мисла и се останато, но за повозрасната исто така популација, ако сега се тие некако ајде ќе ги спомнам иако се 15 минути без корона, не знам како беше името, се зафркаваме во овој дел. Да, но навистина во овие моменти може и делотворно да им дојде на повозрасната популација и да почнат да се занимаваат со боречка вештина Qigong. Да, имаме баш од сите категории што ги спомна. Значи луѓе кои што се оправуваат после операција, да, затоа што самата болест настанува од еден дисбаланс, нарушување на рамнотежата меѓу двете контрастни енергии јин и јанг, така. Ние не можеме никогаш да одржиме совршена рамнотежа, мора да се помириме со тоа. Меѓутоа да развиеме и овие вежби ни помагаат да развиеме тенденција да колку толку да ги одржиме во една нормала. Значи не можеме да се чувствуваме сегаш перфектно, совршено, сегаш нешто ќе ни фали, тоа е многу нормално и природна работа.
Меѓутоа, секогаш да имаме тенденција да работиме на себе. Не е доволно да работиме со умот и со душата, толку не работиме и телото. Значи тоа е заедно. Ние сме едно биопсихосоцијално духовно битие. Сега. Имаме многу кусо време, само Дана, ако сакате да ги кажете поинтите главни. Што значи за вас тај чичуан, што значи за вас чигонг, на што треба посебно да се посветиме за да си имаме еден баланс животен? Па тоа е тоа, значи ова се телесни практики на таоистичкиот правец, значи кој сака да се урамнотеше, да се чувствува добро. Многу луѓе прашуваат дали ако дојде на час тоа ќе влие како да не испиле диазепам или хелекс, може и не мора да значи, меѓутоа она што можам да го гарантирам дека умот е прилично запатен, не може да размисла на други работи, едноставно предноста на вежбите е што неминовно мора да се фокусираме на себе. Значи не ни дава друга опција. Тоа е предноста. Значи самата дисциплина го оптеретува доволно умот за да може да цело време да биде во фокус на себе и на своето тело. Значи тоа не знаете, тоа е еден голем благодет затоа што ние често се забораваме. Не функционираме претежно рационално, брзаме од текот на денот, телото го забораваме, ние телото го користиме како запрежна кола. не му запосетуваме вистински. Овие вештини овозможуваат и го казнуваме на некој начин не сакајки. Да. Тоа е нормално, да. Природно, меѓутоа еве ако сака да се издвојат 3 часа во неделата за да може да за тоа што го кажавме дека не го замарат срцето, да, тоа е мислам дека е единствена дисциплина која што ја работи мускулатурата, а не го оптеретува срцето. Значи, нормално срцето се работи, меѓутоа одржува една нормална кондиција, не го заморува, формираме мускулна маса. Тоа мора да го видат, значи тоа се случува со координирано дишење и луѓето излегуваат полни со енергија, воопшто не се изморени. Разликата помеѓу други вештини и тај чичуан и чигонг, тоа што го прави специфичен е што има енергија која што циркулира. Значи не одиме ние да се истрошиме, ние одиме да земеме. Да се наполните. Одиме и да дадеме и да земеме. Што се случува во еден групен енергетски кластер која вежба група тај чичуан или чигонг. Значи вежбите се така направени. Не знам, ќе дојдам и ќе видам. Да, за да може оној кој што има вишок јанг да го даде на оној кој што му фали. Така. Значи тоа е предност. И уште нешто да кажеме, врзано само за дистанцата, одржување растојание, ќе ги одржувате и вашите предавања и тренинзи во градскиот парк, па нели сите мерки ќе бидат запазени и тоа е тоа. Тие што сакаат слободно нека ви сконтактираат. Сифу Дана Силјан, исто така и председателка на Македонската федерација на Вушу, а е Сифу на тај чичуан и на чигонг. Мислам дека се кажав како што треба. Исто така да ви честитам светски ден на тај чичуан. Беше последната сабота, секогаш прославувате од месец април. Честитки. Честит нека ни е празникот на трудот и да се слушнеме, да се видиме во студиото во поинакви, верувам, времења поубави за сите нас. Ќе биде. Ви благодарам за вашето гостување, Дана. Убав ден.